Да, најчесто кога секогаш владата таа што го предлага јавниот обвинител и ова е еден од ретките примери каде по подолг период сегашната влада не го, да кажам, разреши Јовески. Прво беше Јовески, така па Коцевски, што не беше случај во изминатите години, но најчесто постои во јавноста некаков впечаток дека еве со доаѓањето на секоја власт доаѓа обвинител кој што го именува таа власт, па тука на некој начин се лепат политички етикети, но поинтата е дека и на сите оние критики и извештаи што доаѓаат од Брисел дека се бара независност на правосудството. Костадиновска, очекувате ли да заврши овој наскоро да се избере обвинителот и во јавноста беше кажано дека добро да се избере личност со интегритет и веројатно ќе ги сруши сите овие митови. Да, се разбира дека секогаш за во судските кругови секогаш најдобро да се избере личност со интегритет и се надевам и исто така дека овој процес брзо ќе заврши и дека нема да имаме некои повторни ситуации од минатото, како што кажавте и вие, дека ќе се лепат политички етикети, дека тоа ќе биде ново едно поле за препукување и дека конечно ќе ги послушаме препораките што ни се пишуваат секогаш во извештаите и од секоја оценска мисија и сите препораки дека треба политиката да се тргне настрана од судството за да имаме независно судство, за да немаме влијание, за да немаме притисок, за да немаме навреди, за да никој да не дојде во ситуација само да таргетира одредена фила или одредена професија со погребни зборови, туку дека ќе го послушаме гласот на нешто се поискусните, дека како што каже и колегата на почеток се стремиме да бидеме полноправна членка на Европската унија и дека ќе ги послушаме нивните практики и ќе избере владата, ќе ги избере најсоодветниот, ќе го предложи односно најсоодветниот кандидат за јавен обвинител. Деновиве изминатите, еве да кажам, 2 недели, ако отприлика така некако, беше на случај со 5 тони марихуана фатени во Србија, потоа дека беа запленети околу 40 тони марихуана. Сега секој свој агол опозицијата, односно СДСМ, велеше дека тоа е обид за дефокус. ВМРО ДПМН дека најголемиот дел од фирмите од кои што е запленета марихуаната е поврзана со претходната власт, односно со лидерите од претходната власт. Петрушевски, очекувате вашите барања се јавното обвинителство да го разреши овој случај? Дали тоа е еден од случаите на кој што треба да се посвети новиот јавен обвинител? Што очекувате околу ова? Апсолутно дека очекувам да се позанимава новиот јавен обвинител и со овој случај. Во делот само на... Да, бидејќи претходно обвинителството за организиран криминал информира дека тие работат и околу тоа да видат дали има поврзаност на оваа заплена со тие 5 тони од Србија. Да, и соработуваат со јавното обвинителство на Србија. Околу независноста ние покажавме. И ако ви текнува или ако се сеќаваат граѓаните, на времето кога пред да дојде СДСМ на власт, Зоран Заев ветуваше дека ќе именува јавен обвинител од опозицијата. Па кога дојде на власт, веднаш разрешија, поставија нивен обвинител. Ние за разлика од нив, го исполнивме тоа барање. Оставивме јавен обвинител кој што бил избран од претходната власт, сегашната опозиција, да може да си го покаже своето знаење, кредибилитет, интегритет и да работи. Меѓутоа, очигледно дека и согласно перцепцијата на граѓаните и согласно релевантни меѓународни извештаи, истиот не ја исполни задачата за која што беше номиниран, така што сега очекуваме нов јавен обвинител кој што меѓу другите предмети ќе се занимава и со овој предмет, да видиме како тоа се произведувало толку марихуана на нелегален начин. Зошто нелегален? Затоа што согласно законот, за да може канабисот произведен од марихуана да се употребува во медицински цели, исто треба да исполнува некои стандарди и норми кои што значат негово одледување во затворени простори, под строго контролирана средина, со температура, влажност и така натаму, а не да се произведуваат на обична нива. Меѓутоа, за да го легализираат таквото производство на канабис, кој што единствено може да се употребува како дрога, тие си го во време на влада на СДСМ го смениле правилникот и со еден подзаконски акт, што е незаконски, дозволиле одгледување на марихуана на нива. Правилникот се уште постои или сменете сега тој правилник? Се уште претпоставувам дека постои, не знам дали е сменет, затоа што тоа е во врска на министерство. Меѓутоа, тоа е еден индикатор кој што кажува дека ова било организирано од највисокото владино раководство. Второ,
доколку се сетиме, бизнисот со марихуана беше промовиран токму од владата на Зоран Заев и тогашниот министер, а сегашен председател на СДСМ Венко Филипче, кој што сака и легализација на марихуаната, па Македонија да ја прават туристичка атракција и така натаму. И третиот аргумент, кој што имплицира дека се инволвирани овие личности, е тоа што лиценците за производство на марихуана се доделени токму на личности кои што се блиски или се дел од кругот на Заеви и на Венко Филипче, како што впрочем ги посочив истите на пресконференција. Така што мислам дека новиот јавен обвинител треба да се позанимава со овој случај и мислам дека тука ќе се одмота едно клопче кое што ќе го стегне. Но како велат се дека нема правосудна судска присуда, сите се невини, така да видиме што ќе испадне. Апсолутно презумција не го почитуваме, меѓутоа мислам дека премногу време Македонија чека правда и премногу време случаи во кои што се инволвирани високо профилирани личности се чуваат во фиоки и не се одговараат оние прашања кои што ги има јавност. Јавното обвинителство е должно да испита секое сомнение кое што постои за одреден криминал и дури и да нема случај, треба истиот да го затвори и да ја информира јавноста со што ете ќе ја затвори одредена тема. Меѓутоа доколку има и како треба да има не се политизира, така е. Јас пред да ги изведам фактите со бројки, со датуми, имам само едно прашање до колегата Бране. Спомнавте правилник кој што е, вие рековте дека е незаконски. Кој го издава, кој го правите правилник? Кој е министерство? Здравство. Кој е на власт последните 2 години? Скоро 2 години. Ама тоа е изменет во време на влада на СДСМ. Како е изменет? Еве ги сите Ајде. Дополнување на закони и правилници. Законите се друго, зборуваме Законот за контрола на опојни и други психотропни супстанции 2008 година. Закон за дополнување правилникот. Закон, ама сега чекајте малку. Ако правилникот бил неправилен, еве, извинете. Со законот. Не. Законот за дополнување на Закон за контрола на опојни и други 2010. Законот за изменување на Законот за контрола на опојни и други психотропни супстанции 2013. Закон за изменување и дополнување на Закон за контрола на опојни и други психотропни супстанции 2015, уште една измена 2016, уште една измена 2016, уште една измена 2017 година. Заклучно со 2017 година 29 фирми имат добиено согласност од претходната влада од пред 2017 година. И во согласност со сите овие измени, вие сакате да ми кажете дека еден правилник кој што Министерството за здравство 2 години не го нашол дека не е во ред, или сега со овие 5 тони се прави дефокус од нешто друго. Значи не може во на толку измени на законот правилниците да не се дилемата ми е дали тој правилник е во согласност со законите, дали излегува дали овој правилник е во согласност со законите чии што измени се правени во овој период. И кој правил за некој да го прави овој процес, да произведува, да одгледува марихуана, мислам, стои во овие закони и во овој правилник кој е патот што треба да го помине. Се вклучени неколку министерства. И сега 2 години сакате да ми кажете дека Министерството за здравство не увидело во работењето на сите овие компании кои што добили лиценци, не видело дека тој правилник не е во ред. Немојте ве молам, на толку закони еден правилник ја направи цел проблем. Поголем проблем е што 17 дена од кога се тие 5 тони пренесени во соседната држава, немаме никакво објаснување од никој. Имавме разни и соопштенија и пресконференции за други случаи, некако магично имаме други случаи кои што се појавија сега после 2 години, а 17 дена немаме ништо за, например, за овие 5 тони. И сега сите овие фирми најмногу добиле до 2017 година лиценци за одгледување на марихуана и сега наеднаш ни текна дека еден правилник во Министерство за здравство не е како што треба и тој го направи за сите овие пропусти да можат да се случат. Мислам, ова е, знаете како. Добро, ама правилникот е донесен да се заради јавноста 2017, така? 2017. Не, 23-та, кога беше? Правилникот 23-та е изменет. Што е суштината? Законот не е спорен. И законот се вели, ќе ми дозволите само што да додадам уште едно прашање. 2026 сме сега. Ако 2023, еве ќе ја земам 2025, 2 години
Каде беше Министерството за здравство, власта предводена од ВМРО да помане коалицијата, да види дека тој правилник не чини и ево колизија како што велите вие со законот и да се оправиме за да немаме проблем. Сега ќе ми дозволите, значи правилникот е спорен и е во колизија со законот. Законот не е спорен и законот си има утврдено стандарди како треба да се произведува канабис и многу фирми кои што имаат лиценци се работат согласно закон во контролирана средина и се извезува или се користи за медицински цели маслото од канабис. Спорен е правилникот. Зошто? Затоа што има обид претходната влада да го смени законот за да овозможи марихуана да се одгледува на нива. Кога ќе кажам да се одгледува марихуана на нива, тоа значи дека таа марихуана имаше обиди, да. Тоа значи дека таа марихуана единствено може да се користи за уживање како дрога. Не може да се користи во медицински цели. Заради тоа го зборувам јас правилникот, затоа што откако не успеа да го смена законот, некого му текнало да го смени правилникот, кој што е во колизија со законот, и согласно тој правилник да овозможи масовно одгледување на марихуана на нива, која што исклучиво би можела да се користи за дрого уживање, да се кажам, односно за како средство, како дрога, а не и за медицински цели. И тука е целиот спорен момент кој што истото обвинителство треба да го испита. Во делот на лиценците, јас изјавив јавно, предпоставам дека и колешка да го познава својот партиски другар, кој што е поранешен претседател на општинска организација на СДСМ во Ново село, во која фирма син му е собственик, реален, ово е, нели, онака, на папир е сину, на документ е сину, меѓутоа знаат сите дека таткото е реалниот собственик на таа фирма, во која што се откриени и запленети над 30 тони нелегално произведена марихуана. Тој собственик, тој поранешен претседател на општинска организација на СДСМ, има слики со Венко Филипче заедно како се сликаат и симптоматична е реакцијата и на Венко Филипче, која што е панична на одредени интервјуа, меѓутоа уште посимптоматична е реакцијата на поранешниот премиер Зоран Заев, кој што, како што самиот изјави, после 5 години молк, еве за сите работи кои што опозицијата или СДСМ не критикувала, тој молчал, не кажал ништо, одеднаш истиот се јавува со реакција. Најавик дека ќе ве тужи, така вие речете дека нема да се извините. Абсолютно. Очекувате сега дека ќе добиете тужба? Па не. Познате Зоран Заев дека блефира и манипулира, така што и ова е блеф и манипулација од негова страна. Тој зборот никогаш не си го одржал, така што нема ни сега да си го одржи, затоа што нема зашто да ме тужи, затоа што се она кое што сум го кажал е вистина, стојам позади тоа и веднаш по неговата најава и објава на Facebook, мора да кажам панична, после 5 години како молчеше, го немаше, изјави дека ќе ме тужи. Апсолутно нити постои основ, нити јас му се извинив, напротив, реков дека тој треба да се извини за сите криминали кои што ги правил додека бил на власт, па и уште сега и да објасни како се влегува во бизнис, во згради во Дубај, како се добива златна виза во Дубај. Нивниот сегашен претседател Венко Филипче велеше дека добил златна виза за Дубај затоа што бил доктор, па ќе оперирал. Па мене ме интересира дали и Зоран Заев е доктор и ќе оперира во Дубај, па затоа му дале златна виза. Така што тоа се прашањата на кои што тој ќе одговори. Јас посакувам, искрено, посакувам да ме тужи за да имаме можност да се соочиме во судницата за да ги соочиме аргументи. Во делот на 5 тони постои истрага во Србија, постои истрага во Македонија, институциите комуницираат, се надевам дека новиот јавен обвинител кој што ќе биде непристрасен, кредибилен, професионален, со интегритет, ќе направи квалитетна истрага и ќе видиме како, кој, каде ја шверцувал или не ја шверцувал таа дрога и воопшто дали истата потекнува од Македонија, не потекнува, затоа што се ова кое што го дебатираат од СДСМ е врз база на сомневање, затоа што ниту еден доказ нема да го земеме тоа како тврдење. Туку се ова е врз база на сомневања кои што постојат. Да видиме да заврши истрагата и да видиме да соодветно да се реагира. Јас уште еднаш го повикувам јавното обвинителство, се надевам и новиот јавен обвинител, еве и ова да го испита како што очекувам да го испита и начинот на кој што Македонија стана Колумбија на Балканот. Стојчевска. Видете, како приказната со правилникот дека таму постои и во 2023 се донел и ама тој правилникот некако никаде никој не го поправил, никој не го видел, значи дека знаеле дека нешто не е во ред со функционирањето на една многу чувствителна област, ама некако никој не го видел. Но тој правилник
некој да го изработи, тоа го работат многу луѓе. Го работи цел сектор, да го согласи со закон. Таму има кој го подготвил, кој го припремил, кој учествувал во тоа, што значи дека со тврдењето дека таму некој изработил еден правилник кој што е во колизија со законот, ставате многу луѓе во многу незгодна ситуација и ги обвинувате без да знаат и тие самите за што се обвинети. Исто како ова, знаат сите. Тоа мора вака да го запишам, знаат сите. И сега зашто после 5 години Зоран Заев мислел, сега се явил. Па имате по не знам колку пресконференции уште за Зоран Заев, за Венко Филипче, за сите претходни. Зошто? Затоа што има прашања на кои што едноставно не сакате да дадете одговор. 17 дена се молчи за нешто за што друга влада кажа дека најверојатно е поминато низ нашата држава. И сега, зошто реагирал? Затоа што веднаш со знаат сите, немате доказ. Таму стои едно име, ама таму еден друг, ама знаете како сега ние знаеме. Дајте докази. Дајте докази. Дајте да го видиме и тој правилник, дајте да видиме кој е тој што го изработил, да се повика на одговорност, дека во 2023 година изработил правилник во Министерство за здравство и дека тој правилник, ако јас добро разбирам, е уште на сила, така? Значи тој правилник уште никој не и покрај ова запленување на тие 5 тони во Србија, никој не се потрудил да го поништи. Што значи дека дајте да видиме кои се тие што го направиле тој правилник. Тоа е недозволиво. Кои се тие што го направиле правилникот, што го приготвили, кој е тој што го потпишал тој правилник во колизија со закон, тоа е навистина многу голема одговорност. Исто како кога тврдите дека нешто не е како што е на хартија, ама така е, не може да се води држава со знаат сите. Имаме докази и тој што е одговорен треба да одговара. Како што исто така го имавме и лица кои што беа фотографирани со вашето високопартиско раководство, како пукаат од автоматска пушка, мислам дека беше, не се сеќавам. Сега, не може ние да велиме, знаеме дека е криминалецот и еве го тој што прави. Дајте докази. Да, и јас го повикувам и јавното обвинителство и треба да ги обезбеди, да, истрагата треба да ги обезбеди, меѓутоа не, значи ова е навистина многу интересно. Со знаат сите дека се води на политика на знаат сите, на предпоставки, дека упорно се фрлаат луѓе во оган, а немаме докази. И треба некој да ги обезбеди тие докази, ама јавно да ги обзнани. И за вас, и за сите вмешани да знаеме точно, еве и ние како пратеници, за што сме застанале да тврдиме и да читаме. Исто како со правилникот. Навистина треба Министерството за здравство да каже кој го изработил, лицата, како што велите вие, одговорноста мора да има. Беше јавно објавен и на канал 5 го објавивме во листите, и се гледа кој го се поништи. Дали да прашаме дали е поништен? Вака, значи се ова што го говорите вие, јас се сложувам со вас. Ама тоа е работа на обвинителството и затоа неколку пати го повикав обвинителството да го истражи овој случај. За да немаме од почеток до крај. Она кое што ја како пратеник сум должен да го изнесам пред јавноста се индициите кои што јас ги имам и сите индиции сум ги изнел јавно, еве и на оваа емисија ги кажав, кои што укажуваат дека Зоран Заев, Венко Филипче стојат како заштитници на овие луѓе кои што преследувале треба да видиме дали обвинителството да обезбеди докази е наравното покрај обвинителството треба да има обвинение судот да присуди, ќе видиме што ќе се. Така што повторно вашиот пиар ја погрешил страната каде што бара одговори наместо да го бара одговорот во јавното обвинителство, тие го бараат одговорот од Јас го дам сметка за времето, бидејќи навистина имаме многу теми. Тоа е работа. Така. Би сакала малку околу европската перспектива, еве нели најчесто поускула во последно време дека сме во една нова геополитичка реалност, тоа е вистина. Од највисоки форуми во светот беше кажано дека новиот светски поредок е на видикот. Како ние тука се снаоѓаме во оваа геополитичка реалност, ставот на владата е дека ние всушност одиме кон него, но имаме и стратешки партнерства со нашите стратешки партнери. СДСМ најчесто вели дека власта изолирала Македонија. Каде бидовте изолацијата? Од каде сакате да почнем? Прво можеме да изолацијата се гледа од тоа што на каде сме ние на реформскиот пат. Изолацијата се гледа од тоа до каде сме со спроведувањето на европските реформи и она што беше предвидено како што треба да направи
владата за во однос на секое министерство, на секоја област, како треба тоа да се реформира за да го прифатиме европското законодавство. Може да видите со тоа изолацијата се гледа по тоа како сме ние третирани кога како се третира нашето прашање кога секогаш велиме дека треба да продолжиме напред, ни се кажува дека имаме услов што треба да го исполниме и како се оценува, како сме оценети во нашите извештаи. Минатата година добивме извештај кој што беше навистина доста лош, каде што се нотираше и јавниот притисок врз судиите, каде што се третираше и тоа како се кој е дискурсот кој што челниците го имаат, особено кон припадниците на судската фела. Оваа година, односно во јануар годинава, се затвори после 25 години постмониторинг фазата, постмониторинг диалогот во парламентарното собрание во Совет на Европа, со многу јасни индиции дека без разлика што имаме промена на влада, ние имаме еден услов кој што треба да го исполниме, тоа е внесување на бугарите во уставот. Напротив, од многу страни ни се кажа дека ние нема да добиеме на хартија, дека нема никој повеќе да ви постави услов понатаму, но дека сите партнери кои што ќе седат на таа маса во Европска унија ќе се погрижат никој повеќе да не застане на тој наш пат, но сепак ние имаме нешто, бараме нешто што не е реално. Во постмониторинг извештајот се нотирани за овие 25 години се нотирани сите напредоци што се направени, нотирана е моменталната положба, но нотирано е се она што треба да се направи понатаму, бидејќи до нив секојдневно стигнуваат извештаи за тоа што се случува на секојдневна база тука во нашата држава. Затварањето на постмониторинг извештајот е завршеток на една фаза, како што кажав, од 25 години. Тоа не значи дека парламентарното собрание на Совет на Европа не може да побара повторно да се отвори мониторинг фазата за нас, како што тоа се случи во Полска кога навистина одредени закони, односно законодавството доживеа навистина многу голем пат и сега Полска е повторно во мониторинг фазата, што значи дека тоа е завршување на една фаза која што не значи дека доколку одредени процеси продолжат да се уназадуваат, како што видовме со именување на владини представници во неколку тела кои што беа направени со преседан, не значи дека од ова нема враќање назад, туку дека и тоа ако државата се уназадува, ние повторно ќе се вратиме во таа мониторинг фаза, што значи дека имаме уште многу да работиме, реформската агенда ништо не се случува, тие сите закони кои што требаше да се донесат во таа реформска агенда, освен законите од Министерството за дигитална трансформација. Според ова, ако го смениме и уставот, ако не ги исполниме реформите, нема да не примат во ЕУ. Мислам, нема да... Не е точно. Нашиот услов, единствениот услов е она што беше содржано во францускиот предлог, односно она што е што стои како обврски на двете држави. Значи да не се потенцира дека само ние треба нешто да направиме. Има обврски кои што треба и Република Бугарија да ги исполни. Конкретно на мјатата година имавме само еден закон во собранието од Министерство за правда, кој што и тој некако да речеме помина на мала врата. Ако некогаш некој критикуваше за преголемо користење на европското знаменце, сега имаме повеќе од 2/3 од законите се носат по скратена постапка, знаеме тоа со новиот деловник, што значи дека јавноста, ставот на јавноста ретко се слуша, дека не можеме да слушнеме што мислат и експертите за одредени законски решенија и измени, намалем е бројот на јавните дебати, на надзорните расправи и така натаму. И не е единствениот проблем што реформите не се спроведуваат во законите, но губиме и пари, губиме и средства кои што од фондовите кои што се случуваат. Петрушевски се согласувате дека сме во изолација и власта постојано зборува за некакви гаранции, дека тоа веќе го слушнавме и од председателот на Европскиот совет Кошта. Можеме ли веќе сериозно да очекуваме такво нешто, бидејќи пред некој ден ја слушнавме председателката на Бугарија побара промена на уставот за да ги почнеме преговорите, што е малку невообичаено, знаете, за обичаен граѓанин кога некој од надвор ви вели дека дома треба да го смените уставот. Иако овдека во оваа емисија сме имале некои гости кои што кажуваат и примери од Венецијанска комисија па и експерти таму кои што и
кажувале на Бугарија дека напротив таа треба да го смени уставот. Така да многу дилеми, многу прашања кои што ја оптоваруваат македонската јавност, сакам да кажам. Ова е многу сензитивно прашање. Што ќе направите сега? Сега сите очи се вперени кон оваа влада, што ќе направи? Ајде вака, прво да почнеме со делот на изолација и да направиме една паралела. Значи, како може да биде држава во изолација која што потпишува стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Тоа сериозен договор кој што значи и ноу-хау, односно знаење, и помош институционална и обезбедување на финансиски средства. Потоа одиме понатаму. Потпишува спогодба, рамка, заедничка изјава со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави и влегува во многу мал број на држави во целиот свет кои што имаат повластени стапки за извоз на стратешки производи во Соединетите Американски држави и низ за други привилегии кои што ќе ги имаме ние како држава. Одиме понатаму. Како може да биде во изолација држава која што после 25 години, како што рече колешката, Советот на Европа, парламентарното собрание го укинува постмониторингот со пофалби во области каде сме напредувале како држава и нормално со заклучоци за работи кои што треба да се поправат. Меѓутоа е историски момент дека е затворен постмониторингот и дека Македонија ги исполнува сериозно поборувањата кои што ги има. Така што да се зборува за изолација при еден ваков дипломатски напор, да не зборам со кого све се сретна премиерот, меѓу кои спомнати со тоа што пред некој ден на Михенската конференција, мислам дека може само да поверува пиерот на СДСМ. Од друга страна, да споруваме и за дипломатските успеси во наводници на владата на СДСМ наспроти ова кое што јас го говорев сега. Имаме Преспански договор, имаме договор за добрососедство со Бугарија, од кој што произлегува идентитетско доближување, односно таму менување на историјата и така натаму, и имаме овој предлог кој што значи внесување на бугарите во уставот или она кое што ние во континент го говориме, прифаќање на бугарски диктат, сега со изјавата на нивната таму подпредседателка и е доказ дека но тоа е факт. Господин Петрушевски, јавноста кога очекува од владата никаков напредок во сите полиња, па и на ова поле, ќе успееле да ги добиете тие гаранции за да влеземе достоинствено во Европската унија? Нашиот став е јасен и конзистентен и во опозиција и сега кога сме влада. Тоа е дека без гаранции за нашиот идентитет, заштита на нашиот јазик, култура и се она што не идентификува како македонци, ние нема да се поместиме од тој став ни милиметар. Тоа го изјави премиерот. Значи што би рекла меѓутоа, ние, ако е ова изолација, што го говорев сега во ред, меѓутоа, ние, како влада, имаме дипломатска офанзива изминатиот период. Нудиме решенија, нудиме начин како да се реши, бараме гаранција за ова и доколку имаме партнери во Европската унија, пред се големите земји кои што сакаат Македонија да ја видат во Европската унија. Да. Пред некој ден нели го слушнавме летовскиот може да се надмине ова прашање. Видете, она кое што сега е разлика. За името, за промената на името. Она кое што сега е разлика од порано кога цело време бевме национално понижувани, сега имаме влада која што се бори да ја каже македонската вистина. Да каже што се Македонија изминатите 10 години и како држава и пред се македонскиот народ жртвуваше во име на таа европска перспектива. Почнувајќи од менјање на пари и не знам што се до последно менување. Така што не постои друга нација, друг народ кој што вложил толку жртва во име на таа европска перспектива. И сега кога бараме гаранција за основно човеково елементарно право да бидеме македонци, да се идентификуваме како македонци, мислам дека е во рамките на нормално побарување во рамките на основните човекови права. И доколку се сака, има механизми како може Европската унија ова право да ни го овозможи. Да почнеме преговори. А она што значи Копенхашки критериуми, реформи, стандарди, тој пат си го оделе сите држави, мораме и ние да си го изодиме и тука никој нема димелема и да не блокира, значи дека забелешките беа дека одела слаба динамиката околу тие реформи. Па и тоа би го немам време, не е така. Колку пратеници треба да се раскине Преспанскиот договор? 2/3. Имате 2/3 мнозинство, а тоа го знаеме затоа што првиот закон што се донесе
само веднаш после изборите беше кога се додадува 4 министерства плюс, односно со законот за органи од подсетете ме за реорганизација на државата. Така, на државните органи. Така е. Значи, преспански договор одма можете да прекинете, да се раскине и да го сите придобивки што ги имавме, членството во НАТО и сето тоа да се врати назад, што значи треба да одговорите зошто еве како нешто што било најлошо според вас во нашата историја зошто ќе гласали се за само во таков случај. Зошто ако се поднесе таков предлог. Тогаш остануваме надвор од НАТО, остануваме надвор од сите оние други организации, каде што благодарение на тој договор, на вистина, на многу болен договор со промена на името, ние влеговме и денес имаме една загарантирана безбедност. Тоа е едно, велите менување историја, така натаму. Колега Бране, мене не ми треба никој да ми кажи дека јас сум македонка. Не треба ни вас. На никој не треба. Мене никој не ми треба да ми кажи, мојот дедо, за кој се борел. Никој, значи никој, вака да ви кажам, секој може да каже што сака. Не ми треба мене никој да ми каже. Јас знам и чија внука сум, и чија ќерка сум, и знам кој јазик го зборувам. Верувајте дека знаат сите. Тоа беше вашиот пиар. Дека некој нас ни го ограничува јазикот, идентитетот и така натаму. Да ве подсетам. Дека не е точно. Во преговарачката рамка, сето тоа е загарантирано. И добро стои, и добро е тоа да го прочитате. Јазик, идентитет и култура. Вреди да го прочитате, знаете зошто? Затоа што на првата меѓувладина конференција ние зборувавме на македонски. И не преведуваа на другите јазици да не разберат. Го подпишавме Фронтекс. Фронтекс го подпишавме на македонски јазик. Тоа беше најпримарната придобивка, најпрвата придобивка што имавме. Благодарение на Фронтекс, нашите граници се денес безбедни. Во однос на стратешките договори, па го имавме и ние стратешки договор со Соединетите американски држави, не знам да заборавате. Нашата влада го подпиша. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Грешка сте проверете, го подпиша владата на ВМРО и владата на МВР и Антонио Милошевски со кондолиза Рајс. Имаше и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, стратешки договор. Јас не реков дека беше прва што го подпиша. Еден стратешки договор имаме. Реков дека имаше и владата кој што опфаќаше неколку ресори, меѓу кои што и ресорот култура. И тоа е првиот поддоговор што беше верификуван ниво Конгресот, така е. Но никаде не стои дека некој нас ќе ни оспори или ни оспорувал. Не. На крајот на нешто ние си знаеме многу добро што сме. И дека сме македонци, од каде потекнуваме, кој јазик го зборуваме, и тоа стои внатре. И јас можам да ви тврдам дека никаде нас никој не ни оспори. Тие политички реторики, што одредени политичари ги имаат и од други држави, но и од нас од внатре, не подкопуваат цело време, нас тие не доведоа до овде. Но и преспанскиот договор, и договорот за добрососедство со Бугарија можете веднаш да ги раскините. Верувајте дека можете. Ке гласаме се да Социјалдемократскиот сојуз. Дали би гласале во таква ситуација вие? Како Социјалдемократскиот сојуз има двотретинско, ние не без нашите пратеници имаат двотретинско, затоа што ние сметавме дека треба да се држат на својата програма и да ги намалат министерствата и гласавме против таа реорганизација, ама тие со двотретинско. Ајде, одговорете, треба да завршиме. Вака, за двотретинско и уставни измени потребен да бъде интер. Јас се надам дека они ќе разговараат со нивниот коалицијски партнер. Да, имаме уште минута, еве ми кажуваат од режим. Наши коалицијски партнери во овој момент се тие што се членови нашата пратеничка група. Ве сослушав цело време, ќе ми дозволите само да одговорам и тоа. Минутка имаме до крајот на емисијата. Вака сега. Дали треба некој да ни каже? Па нас цело време ни кажуваат и вие тоа сте го прифатиле како влада тогашна со делот на договорот за добрососедство со Бугарија и оние историски комисии кои што треба да ги ревидираат учебниците по историја кои што учат нашите деца. Имаше сега еден документ апропо јазикот, кој што е акцијски план за малцински права, кој што беше побарување на Европската комисија, кој што требаше да се согласи и да се достави до Брисел. Бугарија го врати со напомена дека не го познава тој јазик. Суштината на Бугарија е дека македонскиот јазик тие го препознаваат
како бугарски дијалект. Не ви забраниле да зборувате како што нас не ни забраниле да зборуваме. Меѓутоа, јазикот на кој што јас и ти зборуваме, тие го преципираат како дијалект на бугарскиот јазик. И вашата влада дозволила изјава во Европската комисија од страна на Бугарија во која што македонскиот јазик имаше таква изјава со францускиот предлог, така, зборуваме а беше нашата беше тотално. Ама чекајте, имаше изјави од Македонија за нашиот јазик. Па немојте сега еднострано. И нашата изјава беше тотално непоткрепена во согласно со македонската култура, историја, идентитет и беше ограничена само на границите на Република Македонија. Апсолутно не. Се стоеше во депонираната изјава која што ја депонираше нашата држава. Прочитете ја, разгледајте ја и ќе видите дека тогашниот совет за македонски јазик ја прегледуваше не не бисера. затоа што имаше реакции од тогашниот институт за ако имате да македонски јазик. довршите, морам да одивам емисијата. За јазикот довршив така што тоа е, доколку имате друга прашање. Добро, во некоја следна прилика ќе видиме докаде ќе се одвиваат работите и на оваа тема. Ви благодарам многу Бисера Костадинова Стојчевска и Бране Петрушевски. Вечерва почитувани во Само вистина, останете со Канал 5.